Летно лудило го зафати Охрид. Градот тече од сите страни. Слободни соби во хотелите нема. Првичните проценки говорат дека во нашата туристичка мека пристигнаа над 30.000 автомобили од земјаве и од странство. Во неподносливо топлите ноќи градот е буден 24 часа. Покрај домашните, забележливо е присуство на гости не само од европските држави, туку од целиот свет. I'll be here for 3 weeks and I love it. It's pretty. It's amazing. A lot of nature. The lake is amazing. Јас сум од Холандија и овде ќе престојувам 3 недели, бидејќи се чувствувам исполнето и убаво. Ме воодушевува природата. За нас престојот овде не е толку скап. Ние сме европјани, но за овдешните луѓе е скапо. We're from Australia. Over here, my daughter got married over here. So we come. Ние сме од Австралија. Овде ќе направиме свадба за нашата ќерка. Ќе се венчаат во црквата Свети Јован Канео. Од цел свет таа најде добро момче со македонско потекло. Ова е едно убаво место со љубезен народ. I think it's beautiful, absolutely beautiful and love. Преубаво е, немам никакви замерки, се е безпрекорно. Посебно за викенди или во празничните денови, магистралниот пат Охрид Свети Наум е преоптоварен и нефункционален. До плажите каде се создава неконтролиран метеж се патува по неколку часови. Жешкото сонце и големите гужви ги натераа гостите да побараат освежување на киот на Охридското езеро, под дебелите сенки на градското шеталиште. Со чамец си одам, не ме интересираат гужвите. С чамецот ми е тука на пристаниште и си одам плажите и си бирам плажи кај што има помалку луѓе. Па, ова е четврти пут на Охрид, увек не било лепо. По четврти пат доаѓаме во Охрид. Од Србија сме и секогаш ни е убаво. Навечер е гужва, но тоа е нормално. За да ги избегнеме гужвите се разладуваме на кеот. Водата е чиста. Сваки пут све лепше и лепше. Секое доаѓање ни е се поубав и поубав Охрид. Единствена замерка е недостатокот на паркинзи. Во предпладневните часови во центарот на градот се дише. Претежно семејни луѓе уживаат во ретките часови кога градот тихува. Градот е препон со гости, преди рестораните во маркетите се чекаат редици, а на Охридското шеталиште и по чаршијата, посебно во вечерните часови, владее хаос и нема место да се разминеш. Има бројни концерти, одите на концерти? Па планираме да одиме, ќе има неколку недалава, планираме да отидеме на неколку, па ќе видиме како ќе си поминеме таму. Дали за вас како млада популација скап Охрид? Па зависи каде и како. Например, од центарот негде на некој место е скапо, некаде ефтино, зависи кои места ги знаете, кои не ги знаете. По плажите е поскапено доста. Ми пречи тоа што помладите од нас не знаат како да се однесуваат на плажите и општо во самиот град, пошто Охрид е стварно преубаво место и треба да се вреднува, не само сликање на Инстаграм, колку да се каже. Сепак, заеднички е заклучокот дека има цени за сечи џеб и дека не треба да се генерализира со давање на општа оценка дека Охрид е скап. Најавените концерти и фестивали оваа недела дополнително привлекоа голем број туристи. Музичките настани го кренаа Охрид на нозе.